најави за денешните настани. Општинскиот градежен инспекторат го затвори градилиштето на улицата Димитар Влахов. Дали автентично и од изглед на старата градба ќе ја преживее реконструкцијата, останува да видиме. Успешните жени во нетипични професии ги уриваат стереотипите и бариерите. Основното училиште Кочо Рацин трасира нови патеки и гради мостови на пријателство. Македонскиот јазик, литература и култура се научен предизвик за нови генерации истражувачи од странство. Градежни работници го оштетиле кинескиот зид. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Денес во Охрид имавме умерено облачно време со сончеви периоди, ветровито и свежо со максимална дневна температура до 23 степени Целзиусови. Во среда над Европа доминација на поле на висок воздушен притисок и топла воздушна маса кои што ќе условуваат претежно сончево време со локална облачност и невообичаено топло за овој период од годината. Во крајните североисточни и југоисточни предели се услови за слаби врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во јужните предели умерено облачно и нестабилно време со поројни врнежи од дожд и грмотевици. Максималните дневни температури од 24 до 31 степен. Во Македонија во среда ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во крајните југозападни, јужни и југоисточни предели се услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималните температури ќе се движат во интервал од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 19, односно до 31 степен. Во Охрид во среда ќе преовладува умерено облачно време со услови за повремени и сосема слаби локални врнежи од дожд, претежно во попладневните часови. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во петок и сабота по свежото утро и температура од 14, односно 13 степени, во текот на денот сончево и топло време со максимални 26 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпа Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Ова лето, загризете го најсладкото винчини задоволство. Долго, топло лето исполнето со многу изненадувања подароци и најсладките винчини производи. Забави на најпопуларните плажи во Охрид, во најголемите Тамаро маркети и секојдневни супер вредни подароци на Супер Радио. Ново лето со винчини и Тамаро, загризете го најсладкото винчини задоволство. Ова лето, винчини лето во Охрид. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Дали уште една препознатлива градба во Охрид ќе исчезне?
Граѓани преку рубриката "Ти си твојот град" реагираат дека со градежни зафати за реконструкција се видоизменува куќата каде порано беше сместено седиштето на Сојузот на синдикати на Македонија, а во истата, во далечната 1941 година, се одржал судски процес против борци од Народно-ослободителната војна за организирање вооружено востание против бугарскиот окупатор. Граѓаните бараат од надлежните да се зачува автентичниот изглед на градбата. Од Завод и музеј велат дека тие не дале дозвола за доградбите со кои инвеститорот ја нарушува оригиналноста на градбата, а овластениот градежен инспектор донел решение за отстранување на доградбите кои се без одобрение и пред 5 дена го затворил градилиштето. Што се случува со куќата каде беше сместено седиштето на Сојузот на синдикати на Македонија, прашуваат граѓани преку рубриката "Ти си твојот град". Објектот на улица Димитар Влахов, кој беше препознатлив по својата градба и фасада и кој се наоѓа во подрачје заштитено со закон за Охрид, се видоизменува, реагираат граѓаните во допис до ТВМ. Несомнено, градежните зафати се изведуваат со соодветна документација, но по се изгледа кога истите ќе завршат нема да остане ништо од оригиналната градба. Според тоа како се изведени балконите, во средина на големите прозори, новата градба ќе биде или само лоша копија или уште еден објект збришан од листата на недвижно наследство, реагираат граѓаните. Охриѓани прашуваат дали објектот е под заштита и дали од Националната установа Завод за заштита на спомениците и музеј Охрид дале мислење и одобрение за градежниот проект за овој објект. Објектот не представува поединечно заштитено добро, велат од Завод и музеј, но истиот се наоѓа во контактната зона на заштитена споменична целина прогласена за културно наследство од особено значење и согласно закон за реконструкција на истиот се издава конзерваторско мислење од страна на Националната установа. Од Завод и музеј дозволиле промена на кровот со препокривање со црвена керамида на веќе постојната конструкција и промена на внатрешна и надворешна столарија во кафеава боја со дрвен финиш по урнек на постојната. Исто така, Заводот дозволил санација на фасадата, но со зачувување на истиот изглед и бела боја. За доградените тераси од страна на Националната установа Завод и музеј не е издадено позитивно мислење. Доколку без наша дозвола се изведуваат градежни активности, треба да постапи градежната инспекција при општина Охрид, велат од Националната установа Завод и музеј Охрид. Овластен градежен инспектор од општина Охрид на предметната парцела извршил вонреден надзор врз градежните зафати и изготвил записник на 14 август годинава според кој при увидот на лице место било констатирано дека инвеститорите изградиле нелегални доградби на објектот спротивно на одобрението за реконструкција издадено од општината. Градежниот инспектор на 30 август донел решение за отстранување на доградбите. Наредниот ден, општинскиот инспектор со полициска асистенција извршил затворање на градилиштето со лента и заштитен знак. Но неколку дена подоцна констатирано е дека лентата и заштитниот знак се отстранети. Од општинскиот инспекторат за ТВМ велат дека ќе бидат преземени соодветни мерки. Инаку, во оваа куќа, на 26 и 27 ноември во 1941 година, Бугарскиот воен суд во Охрид ги осудил на смрт со бесење Лазар Колишевски и Петре Пирузе, додека Кирил Главинчев, Андон Дуков и Јаким Спировски биле осудени на повеќе годишни затворски казни поради организирање вооружено востание против бугарскиот фашистички окупатор. Пред куќата денеска се уште стои мермерната спомен плоча како потсетник на тој настан од историјата. Дали општината ќе ја заштити оригиналноста на градбата или уште еден препознатлив објект ќе исчезне, останува да видиме. Успешните жени во нетипични професии денес смело ги уриваат стереотипите и бариерите. Докажуваат дека не постои машка и женска работа. Во земјава има жена професионален фотограф на домородни племиња во изумирање, но и жена дипломиран оджачар, ментор за оджачарска професија. Билјана Јуруковски Миленковска е единствената жена фотограф која тргнала во уметничка одисеја низ целиот свет. Таа ги фотографира последните домородни луѓе во Африка. Само неколкумина во земјава се занимаваат со оваа нетипична професија, патуваат во ризични експедиции за да ги документираат домородните племиња во изумирање. Таа ги проучува домородците од антрополошки аспект, нивните традиции, култура и верувања. Незините ремек дела
се изложени во галериите ширум светот, а целта, вели, е да остави белег во човештвото. Ова не е она Африка каде што одите на сафари или туристичка дестинација. Ова се сепак предели каде што ретко човек стапнува. Последната дестинација беше Конго, така да во тие делови каде што бевме во Куба кралството или кралството на Бакуба луѓето, 60 години немаше бил човек влезено. Различни типови на ризици, имате од болести, од нема патишта, работиме со вооружени, помеѓуплеменски војни. Жените денес смело ги уриваат стереотипите и бариерите во професиите каде доминираат мажи. Јасмина Атанасова Симјановска е првата жена дипломиран оџачар во земјава, која е ментор за изучување на оџачарската професија. Јас ги обучувам мажите како треба и што треба да прави еден современ оџачар, еден модерен оџачар кој што би требало да ги знае принципите на модерното, на современото оџачарство, тоа што не се правило досега во Македонија. Работам на едукација на оџачарите, секој сертифициран оџачар во Македонија добил сертификат од мене. Жените со нетипични професии, со своите инспиративни приказни, се доказ дека не постојат машки и женски професии. Втор уписен рок на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид ќе се спроведе на 6 и 7 септември. Слободни се 193 места. Во среда и четврток, 6 и 7 септември, втор уписен рок на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Слободни се вкупно 193 места, од кои 43 во државна квота, 95 со кофинансирање и 55 вонредни студенти. На насоката туризам слободни се 41 место, на осигурување и менаџмент со ризик 30, хотелско-ресторански менаџмент 24, на царина и шпедиција слободни се вкупно 40 места, гастрономија 28 и на насоката менаџмент во условишен сектор има 30 слободни места. И оваа година активни се студиските програми на англиски јазик, каде на насоките туризам и царина и шпедиција ќе може да се запишат по 16 студенти. Прелиминарната ранг листа на примени кандидати ќе биде објавена на 12 септември, а запишувањето на примените студенти ќе се спроведе на 15 септември. Доколку не се пополнат квотите и во вториот уписен рок, ќе има и трет уписен рок кој ќе се спроведе на 22 септември. Основното училиште Кочо Рацин трасира нови патеки и гради мостови на пријателство. Изминатите денови 20 ученици од ова училиште беа домакини на ученици од збратимените училишта од Белград и Фоча. Еден поинаков почеток на школската година исполнет со нови предизвици и пријателства за учениците од три основни училишта – Кочо Рацин од Охрид, Веселин Маслеша од Белград и Веселин Маслеша од Фоча. Изминатата учебна година наставниците ги поставија темелите на мостови на пријателство, а овој септември учениците ги трасираат тие мостови. Изминативе денови 20 ученици од основното училиште Кочо Рацин од Охрид беа домајкини на учениците од збратимените училишта од Белград и Фоча. Секоја година иницираме голем број вонучилишти активности кои имаат за цел да ги зајакнат социјалните вештини на учениците, да го подобрат нивното ментално здравје, да го поттикнат нивниот личен раст и развој во насока во која веќе пројавиле интерес или имаат претходни знаења и искуства и да им помогнат да се изградат во индивидуи кои придонесуваат и се грижат за заедницата. Поврзувањето на наставниците од трите збратимени училишта поттикна креирање нов e-twinning проект, а се ова ни беше инспирација да ја започнеме иницијативата Мостови на пријателство. Големата поддршка која добивме од Советот на родители ни даде дополнителна мотивација да се приклучат поголем дел од наставниците во креирање и реализација на активности со учениците, вели директорката на основното училиште Кочо Рацин Славица Котеска. Учениците имаа можност заедно да соработуваат, да разменат вештини и знаења, да создаваат решенија, да искусат различни емоции, да го јакнат над преварувачкиот дух, да растат на лично поле, но и како тимски играчи, да се дружат и да се забавуваат. Ние докажавме дека мостовите на пријателство се најцврсти кога се изградени на цврсти темели од соработка, размена на идеи и вештини, велат од основното училиште Кочо Рацин.
Денеска се навршуваат 14 години од бродската несреќа во Охрид. Делегација на општина Охрид денеска положи свежо цвеќе на споменобележието Солзана роза по повод 14 години од несреќата на бродот Илинден во која загинаа 15 бугарски туристи. Свежо цвеќе на меморијалниот споменик положија и делегации на Република Бугарија и граѓански здруженија. Бродот Илинден превезуваше 57 патници на релација од Охрид за Свети Наум, а потона во Охридското езеро на 250 метри од брегот во близина на автокампот Елешац. Заврши јубилејната 50-та меѓународна научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, а се одржуваше во Охрид. Нови истражувања и нови генерации истражувачи од странство за кои македонскиот јазик, литература и култура се научен предизвик. Нови истражувања и заклучоци за македонскиот јазик, литература и култура од 50-та меѓународна научна конференција на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, која се одржуваше во Охрид. Истражувачи од странство и од нашата земја едногласно порачаа: македонските научни вистини и македонскиот збор и натаму ќе одекнуваат низ светот. Презентирани беа идеи за продлабочување на соработката меѓу македонските и странските македонисти, балканисти и слависти, преку кои афирмацијата на македонистиката во меѓународни рамки ќе е уште посилна. И клучно, има нови генерации истражувачи од странство за кои македонистиката е и ќе биде научен предизвик. Централните теми на конференцијата беа делата на великаните Крсте Мисирков и Ацо Шопов по повод значајните јубилеи 120 години од објавувањето на книгата за македонските работи на Мисирков и 100 години од раѓањето на Ацо Шопов. На конференцијата беа опфатени и традиционалните теми: македонскиот јазик наспроти другите јазици и македонската литература и култура наспрема другите литератури и култури. Интересот за овие теми се потврди и преку ова јубилејно конференциско издание, при што во некои од сесиите учествуваа исклучиво странски истражувачи кои со студиозен пристап афирмираа нови важни научни предизвици што потврдуваат дека македонскиот јазик, литература и култура се факт и предизвик за светската наука. Трудовите презентирани на 50-та меѓународна научна конференција ќе бидат објавени во зборник кој што се очекува да биде една од најзначајните научни публикации објавени кај нас изминатиот период. Конференцијата беше дел и од националната програма 2023 година во чест на Ацо Шопов, под покровителство на председателот на државата, а се организираше и со финансиска поддршка од Министерството за култура. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Длабока кал по обилните дождови со денови ги блокираше пристапните патишта до пустинскиот фестивал Burning Man во американската сојузна држава Невада, поради што десетици илјади луѓе во своите возила беа заглавени во калта со денови. Организаторите соопштиле дека посетителите од денес може да го напуштат фестивалот и дека укината забраната за возење. Обилните дождови го претвориле фестивалскиот ареал кој се наоѓа на површината на исушено езеро во вистинско мочуриште со густа кал. Автомобилите биле заглавени со денови и само на возилата на итна помош им било дозволено да влезат или да излезат. Burning Man е култен фестивал кој опфаќа музички и уметнички настани што привлекуваат околу 75.000 луѓе секоја година. Во пустината учесниците градат привремен град наречен Black Rock City од шатори, приколки и мобилни домови. Синџир на шверцери со луѓе принудувале граѓани на Куба да се борат за Русија, соопштило Кубанското министерство за надворешни работи. Министерството објавило дека работи на неутрализирање и растурање на мрежата и дека е покрената кривична постапка против лица вклучени во овие активности. Во соопштението од кубанската влада било наведено дека мрежата за трговија со луѓе оперирала од Русија за да ги вклучи кубанските граѓани што живеат таму, па дури и некои од Куба во воените сили што учествуваат во воените операции во Украина. Кон крајот на мај, руски весник во градот Ријазан објавил дека неколку кубански државјани потпишале договори со руските вооружени сили и биле испратени во Украина во замена за руско државјанство. Не се знае дали изјавата на Кубанското министерство за надворешни работи е поврзана со извештајот на Ријазан, наведува Reuters. Русија не ги коментирала овие обвинувања. Тајфунот Хаикуи
Утрово ја погоди Кина. Кинеските државни медиуми пренесуваат дека тајфунот, придружен со обилни дождови и силен ветер, и дека предизвикал значителни нарушувања на југот на земјата. Противпожарно возило со 8 лица паднало во река, 3 лица се спасени, 5 се водат за исчезнати, а акцијата за спасување продолжува. Во некои области училиштата и градинките биле затворени како мерка на предпазливост. Хаикуи е 11-тото именувано невреме кој годинава ја погоди Кина. Пред да удри во Кина, Хаикуи помина низ Тајван, каде повеќе од 100 луѓе се повредени, а околу 260.000 домакинства останале без струја, околу 8.000 жители биле принудени да ги напуштат своите домови, а 2.000 биле сместени во јавни засолништа, соопштил Тајванскиот центар за итни операции. 2 лица се уапсени во Кина под сомнение дека со багери скопале дупка на средината на кинескиот зид. Бирото за културни остатоци Шанкси објавило дека истрагата довела до апсење на 38 годишен маж и 55 годишна жена. За време на сослушувањето, градежните работници кои работеле на поправки на кинескиот зид признале дека го направиле тоа во обид да го направат патот пократок и да го намалат времето за патување. Оштетениот дел се наоѓа на околу 6 часа возење западно од Пекинг и датира од времето на кинеската династија Минг од 14 до 17 век. Осомничените предизвикале неповратна штета на овој културно-историски споменик и ќе се соочат со соодветна казна. Изградбата на кинескиот зид кој е поделен на делови од вкупно илјадници километри почнала во 3 век пред нашата ера и продолжила со векови. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!